Вечно ќе ја сакам, убавка ја твоја, Скопје кажи ми. Град Скопје започна со расчистување на просторот во градскиот парк, каде што е предвидена изградба на нов луна парк. Информацијата вчера ја соопшти градоначалникот Орце Ѓоргиевски. Според најавите, со отстранувањето на старите бесправно изградени дискотеки се ослободува простор за изградба на современ и безбеден забавен центар, наменет за сите граѓани. Акцијата е дел од поширокиот план за уредување и подобрување на јавните површини во главниот град. Како што го ветив, најдоброто за Скопје, напиша градоначалникот на својата Facebook страна, нагласувајќи дека проектот има за цел да придонесе кон поквалитетен урбан простор и нови содржини за рекреација. Од град Скопје најавуваат дека во наредниот период ќе следуваат дополнителни активности поврзани со реализацијата на проектот. Министерството за внатрешни работи излезе со детали за тешката сообраќајна несреќа што се случи доцна синоќа на автопатот Скопје-Куманово, на влезот во главниот град кај Хиподром. Според информациите од МВР на 10.2 во 23 часот во СВР Скопје било пријавено дека пред клучката за обиколницата на град Скопје се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко возило БМВ со скопски регистарски ознаки, управувана од 25 годишниот АВ од село Бујковци, Скопско, и товарно возило Мерцедес со полуприколка со неготински регистарски ознаки, управувано од 56 годишниот љд од село Брест, Штипско. Во судирот двете возила се запалиле и целосно искореле. Со тешки телесни повреди се здобил возачот на патничкото возило, кои биле констатирани во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. На местото на настанот е извршен увид од увидна екипа на СВР Скопје. Се работи на целосно расчистување на овој случај. Развојот на дигиталните вештини кај младите е клучен во услови на забрзана дигитализација, истакна градоначалникот на општина Илинден Александар Ѓоргиевски во објава на социјалните мрежи. Тој информираше дека во рамки на континуираните активности за заекнување на дигиталните капацитети во образованието, на учениците од средното училиште Илинден им биле доделени 80 смарт таблети. Според Ѓоргиевски, со користењето на таблетите на учениците ќе им се овозможи полесен пристап до едукативни апликации, дигитални учебници, дополнителни наставни содржини и помагала, како и поголема интерактивност во наставата. Воедно ќе се овозможи поефикасно и прилагодено учење во согласност со современите образовни трендови. Од општината посочуваат дека вложувањето во дигитализацијата на образованието останува еден од приоритетите во нивната работа. Владата донесе одлука со која се отвора патот за решавање на долгогодишниот проблем со паркирањето во клиничкиот кампус Мајка Тереза. Со одлуката се создава правна основа за подпишување договор меѓу Министерството за здравство и градот Скопје, информира владината прес-служба. Според владиниот портпарол Венера Азизи, со ова се затвораат административните прашања што со децении го попречуваат уредувањето на паркинг просторот во рамки на кампусот. Министерството за здравство во рок од 3 месеци го завршило процесот на регистрација на парцелите во катастарот и изработка на соодветните елаборати. Со тоа се отвора патот за изградба на модерен и функционален паркинг, вклучително и катни гаражи, како и воведување софтверско решение за ефикасно управување, посочи Азизи. Од владата дополнуваа дека реализацијата на проектот ќе обезбеди подобри услови за пациентите, здравствените работници и сите граѓани кои ги користат услугите на клиничкиот кампус. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски присуствуваше на обука за наставници што се одржа во основното училиште Свети Кирил и Методи во Центар, во рамки на проектот Нашите права, проект на Република Словенија, насочен кон унапредување на образованието за човекови права и права на детето. На настанот присуствува амбасадорот на Република Словенија во земјава Грегор Прескер, лидерот на проектот Бланка Јамнишек, представници на Бирото за развој на образованието, како и представници од Сдруженијето Центар за човекови права и разрешување конфликти од Скопје. Дел од обуката беа и наставници од повеќе скопски училишта. Герасимовски истакна дека станува збор за проект кој заслужува особено внимание.
Проектот Нашите права има за цел преку обука на наставниците да го зајакне подучувањето и учењето за човекови права и права на детето, да поттикне почитување и разбирање уште од најрана возраст, да придонесе кон мир и безбедност во заедницата. Имено станува збор за глобален проект што се реализира во 27 земји во Европа, Азија, Блискиот Исток, Латинска Америка, Африка и Австралија, а е наменет за деца на возраст од 10 до 12 години. Во проектот се вклучени деца од малцински заедници, вклучително и ромски деца, додека наставната алатка Нашите права се користи на 24 јазици и е дел од светската програма за образование за човекови права. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми разум тесни. Вечно